Ден, гледате Аргумент. Добар ден и за мојот гостин, Горан Илиевски. Вие сте председател на македонците во Србија, на партијата на македонците во Србија, и говориме најпрво за локалните избори. Веќе во најавата за вести кажав како изгледа насловите на српските медиуми. Насилството станува главна алатка. Изборите некогаш беа празник на демократијата. Кај нас, се мисли во Србија, кажува еден граѓанин за Радио Слободна Европа, кај нас воена состојба. Толку така. Тоа е државата на Вучич, но не и на граѓаните во Србија кои се борат против режимот на Вучич. Ова беа само локални избори во 10 мали општини, каде учествуваше само 3,8% од гласачкото тело во Србија. Но тоа беше доволно за инциденти, насилства, приведувања. Целата машинерија на СНС се сконцентрира на овие 10 општини со огромни притисоци. На партијата на Вучич. Да ги добие по секоја цена со 10-0. Јел Вучич е убедливо омилен меѓу народот, али доживеа дебакл, дожива 20% помало гласови во претходните изборни процеси, со сите манипулации кои правеа, со сите куповини на гласови кои се докажани од вашите колеги новинари. Така да едноставно доживеа ова власт, она каде што и заслужува, поразена е од една студентска листа, која тек година дена постои, која убедливо доби во неколку градови повеќе гласови него СНС со целата опозиција. Победи СНС заедно со опозиција, али победи со куповина на гласови, со гласање ван изборно место, со неважечи гласови, со сите можни манипулации кои ги користа. Ова е пример за изучување во политички науки во цел свет, како да се победи, како да се направи притисок на граѓанско тело, jer изборниот систем во Србија е многу на пониско него во Македонија. Тамо председател на државна изборна комисија е од власта. Ја им сугерирав на опозицијата, председател на изборна комисија на Македонија мора да биде од опозиција, jer тие прават фантомски 4-5. Во неразвиени демократи би требало но кој им е изборен модел? Тие прават 4-5 своји листи на СНС, од фиктивен назив на други. Рецимо сега либерали некои се појавија што не постојат уопште, тие им собираат потписи, излегуваат на избори да би во општински, градски изборни комисии имали мнозинство. Сите приговори што ќе ги дадат членови на опозиција во изборното место, едноставно тие со кревање на рака го одбиваат и после го контролираат и судот и Уставен суд, више тоа им одбива. Медиумите се разбира. Медиумите, значи 5 национални фреквенции ги контролира строго Вучич, сите соопштенија као папагали тие повторуваат, што доаѓа од кабинетот на Вучич, од Сузана Василјевиќ, која е задолжена за медиуми и која е единствена која смее на Вучич да му каже немој да пиеш, таа е единствена која може нему да му се супротстави, иначе све друго се послушници, а таа е ставена или живеа, тоа е јавно више во Србија, со офицер на француска служба за безбедност кој беше во амбасада во Белград. И партијата е на крајште истворена во Франција, каде што добиле пари од еден стопанственик кој беше со кривична пријава во Србија. Добро. И сега околу власта, што вели власта за обвинувањата на опозицијата, што се однесува до локалните избори? Дека политичките опоненти се обидуваат практично да ги делегитимираат изборите. Вознемирување, провоцирање и заканување кон граѓаните, тоа е фактичката состојба за која говори Советот на Европа, например, информира за насилство и притисоци и останати меѓународни организации и институции. Но владењето на Вучич и на Орбан се чини дека е бесконечно, дека не можат никогаш да паднат од власт. Вакви системи кои се толку организирани веќе 13-14 години на власт, едноставно забегуваат. Значи, ова власт не може да се сруши на избори. Тоа на опозиција исто треба да им биде јасно, затоа што нема да има регуларни избори. Сите избори, значи, се строго контролирани, со они манипулации, значи, неговото гласачко тело се намалува, тоа е факт. 20% се намалени изборни резултати во овие општини каде што излего. Да не говориме за парламентарно ниво каде што не би смеле ни да се појават, jer не може да исконтролираат сите 170 општини.
Многу неправилности се на овие избори. Углавном, 28. кога се најавуваат на Видовдан парламентарни, само е уште една демагогија на Вучи да ги залаже опозиција и студенти дека ќе направи предвремени парламентарни, да добие на време, после ќе каже не, јас сум се шалил, тоа не е само една лага која изнесува, после ретерира од своите ставови. Исто така говорил да нема да биде председател, па сега се кандидирали, е председател, значи има негови изјави да. Сега најавува Ана Брнабич дека тој ќе биде премиер, дека да инсистираат да биде премиер. Видите, систем во Србија е парламентарна демократија, а еден човек владее. Значи се коси во самата поставка на поставеноста на работите, тој направи председателски систем. Апсолутно. Диктатор кој решава све. Све. Од општински до парламентарни, тој се меша на влада, тој сазива состанок на влада, а свестен е дека од себе има само послушници и неспособни. Пар пати на Ана Брнабич во нејзино присуство новинарите забележа са киме ја радим негова изјава. Погледете кои се негови соработници. Од Вулин, Ана Брнабич. Ана Брнабич е поставена на место на премиер, пазете, таа е Хрватица. И сега тие и наведуваат српските... Тоа што е Хрватица, ама никаква улога нема. Хрватска некој србин да биде премиер. Да, но добро, тоа нема никаква улога, би требало да може да се кандидираат и да добиваат функции сите националности. Тоа не е аргумент. Ги нарекува студентите да се усташи. Да. Тоа е дно на дно. Да. Околу студентите ме интересира. Изборната листа на парламентарните избори ќе ја имаат и студентите. Како гледате за нивните шанси? Во ваков режим на Вучич. Само студентите, само таа младост, таа енергија која имаат тие млади луѓе, може да победи еден вакав терористички, диктаторски режим. Ова се терористи. Терористи на власта. Тоа се поглед на нацистите, на црнокошуљаши, на Мусолинио. Само сега во Србија и викат батинаши, во црно, со копулјачи. Тие криминалци во секоја општина сега бела. Тоа се факти. Значи, овие млади деца не се плашат. Ја имам контакт со факултетот на технички науки во Нови Сад, каде све потекна, тоа е мој факултет. Им дадовме подршка меѓу први партии во Србија, партија на македонци, што им дадовме. Тие деца се многу добро организирани, многу умни и тие ќе победат. Неминовно е младоста, енергија, памет, интелигенција да победи. Тој се супротставува на ректоратот. Вчера имаше упад во ректоратот. Ниеден професор кредибилен не е на страна на Вучич. Тоа многу треба да не значи. Ја го повикувам и македонскиот универзитет, да ги подржи ректори во европски универзитети ќе му дадат подршка на ректорот и на студентите. Да. Тоа не е политика. И овде треба да ја преиспитат. Валјда наши професори знаат што се случува во Србија. Ако не знаат обични луѓе што потпаднале под пропаганда на Вучич, кој и овде присутна преку МТЛ, кој во Македонија отвори своја кабловска телевизија со огромна загуба секоја година да пропагира 5 национални телевизии со лажи кон Вучич. За другите медиуми јас би ве замолила во Македонија да не коментирате. Сега кажете ми околу Македонската партија во Србија. Што правите вие? Се обидувате да ја одржите добри пријателски односи, дори и сте игнорирани од страна на Вучич и сте шиканирани, дискредитирани од страна на пропагандистичките медиуми во Србија. Имаше многу закани кон нашите градски одбори, така да ја целата партија се договоривме да ставиме во умирување. Последно беше пре неколку години кога го нападна еден млад македонец од Врање со македонско презиме, од функционер на СНС беше ударен од зад грб со камен во глава и 2 дена беше во кома. Тоа е случај што не го познанивме. Во Србија дечкото сакаше кога се поврати сам ќе ги реши проблемите и сега пошто замина во Германија, сега можеме да кажеме многу отпуштања имаме на македонци. Поради тоа што сме од првиот ден во опозиција, сега денеска имаше состанок со партии, каде што ги викна и бошњаците, и хрватите, и унгарците, нема нас македонци. Ние немаме ни една функција во ова власт. Македонија и народот во Македонија треба да схвати што се случува во Србија. За жал медиумите во Македонија неадекватно пренесуваат. Само ве молам уште повтор пат за останатите медиуми во Македонија да не коментирате. Тежња ми е да се сазнае истина за овој режим на Вучич и овде во Македонија. Значи, ние ускратија називот на улицата булевар Гоце Делчев. Тој не дирна таму каде највише не боли. На националното
biće sušteno na Makedonija. Sega ne je više Bolevar Goce Delče. To nema da mu oprostime. To je računato. Imamo vo Informer, vo Srbijan, napadi, Makedonci su nas izdali, Makedonci su protiv Srbije. Pa i Vulin, da se setime, Vulin kakvi izjavi davaše za председателот Пентаровски и за македонскиот јазик. Тоа говори какви се работници се на Вучиć. Стефановиć, Vulin, пола од нив ги трга, затоа што види дека се неспособни. Единствена професорка која беше Дана Грујичиć, министерка, сега се сврти кон Вучиć, контра Вучиć и објави што и какав распад е во системот. Ама тоа нема да се чуе во овој 5 национални телевизии, затоа што едноставно тој влада со медиуми. Ово е класичен пример како да се влада со медиуми. Го проучуваше Геринг, Mein Kampf, Мусолини и тоа применува. Тој беше министер за информирање, да не заборавиме 90-тите години, кога уведе тешка цензура на медиуми во Србија. И со тоа успева да обстане на власт. Али сега е свестен више да не може више, не поминува тоа негото. Сега пак и глаже, че имаме избори предвремени 28 јуни. Ја ви тврдам дека нема да има. Тоа е уште една манипулација на него да добие на време, да го оствари својот сон да овие 17 милиарди за Експо се потрошат и да ја заврши со тоа својата работа. Вие како партија на македонците во Србија се подготвувате за Експо? Не, ние за Експо не, ние пробавме и иницииравме да Македонија биде земја пријател на земјоделски сајам, кој е 100 години во Нови Сад. Доби покана Македонија од 50 држави да биде све во знак на Македонија, централно место на сајмот, да извеземе таа роба од Македонија. Србија има проблем со тоа? Имате блокада од страна на Србија? Не, немаме, затоа што сајам е економска категорија, нема врска со политика, 50 држави од свет учествува, и тие се над политика, меѓутоа нашите не виделе тука, едноставно не разбирам зашто не одговориле опште на поканата Македонија биде земја партнер на сајмот за земјоделие, што значи да пропагираме македонски производи. Ми обезбедивме да Македонија добие и награди за наши производи, као што се ајвар, пинџу, македонски ориз. Ми се жалат дека македонскиот ориз се продава во Србија од Грција под македонско име Кочански ориз, као македонски производ со сомнително потекло. Па тоа мора тамо да се представи. Државата сака да гради сајам, а не сака да учествува Министерство на сајмови. Па како некој се ни разговаравте, чекате сега едно по едно. Дали разговаравте со министерот за земјоделство Цветан Трипуновски токму на оваа тема? И се сложи да учествуваат. Прошла година беа као обична земја учесник, ова година све можеше да биде во знак на Македонија. Навлезот македонски знамиња, 36 телевизии ќе пренесуваат, 500 акредитирани новинари. Добро, и тој ве одбили, што е проблемот? Не ни одбија затоа што кај него гледа во ресорот нема луѓе кои се способни да работат. Тоа мора да го рачисти и да има реконструкција. Не, што се случува? Едноставно немаме одговор и усно немате одговор? Усно не одбија дека нема да учествуваат. Рекол, дајте одговорите на мејл да може да се земе друга земја. Сега друга држава ќе биде од Европска унија, јака држава, земја партнер. Сега биле Европска унија, Италија. Кој е образложението? Зошто е? Без образложение, не се способни да обезбедат фирми, компании кои ќе така ли ви рекоа, дека не се способни? Нема интерес кај економски оператори да учествуваат, Стопанска комора не сака, Стопанска комора на Македонија е против сајам. Влада мора да направи. Разговаравте ли со нив? Разговарав само со министерство и Стопанска комора северозападна Македонија Зошто не разговарате? Зошто не разговарате со коморите? Не можете да дојдете со Азевски, испод честно и да разговарам со Азевски. Зошто ви е испод честно? Сега сакате да доживотен председател. Чекајте малку, сакате во старт одбија да разговараат. Не, чекајте. Сакате со Стопанската комора да развивате добри односи, сакате Стопанската комора да оди во Експо, а не сакате да разговарате со Бранко Азевски. Ова е државен назив. Добро, но можете и со комората да разговарате. Азевски 3 пати не ни одговорија ни на мејл, ни на покана за разговор. Сојуз на Стопански комори пристана да учествува, се јавија на министерство, говорам за настап на државно ниво, да учествува Министерство за земјоделие, а као подизведачи да бидат Стопански комори и издруженија на производители. И комора на Северно-Западна Македонија пристана, а Стопанска комора на Македонија против сајм. Проблем е што државата гради сајм. Чекате, како кога велите против е? Што подразбирате против? Не сака да изложуваат на сајм, тоа е застарен метод на рекламирање, тоа е нивното образложување, што да причаме више со нив. Добро. Сега се оди Македонија ќе учествува на Експо огромни пари, на Балкан, Open Balkan 700.000 евра, кои 3 години 3 држави само учествува, а таму каде што треба да направиме контакт, да се продаде македонскиот ориз, за кој ми се жал дека 70% е останат во резерви, не може да се откупи и нема да дојде до сеј
идва на ориз. Вие стратешки артикал храна не можете да продадете затоа што Министерство за земјоделие не работи во Македонија. И треба Цветан Трипуновски да направи реконструкција за своје министерство, иначе ќе се реконструира и тој. Добро, не можете да барате реконструкција, вие сте сепак од друга политичка партија и да барате во македонската влада реконструкција. Но можете конструктивно да разговарате со министерот за земјоделство за сите овие прашања. Значи не добивме одговор на понудата, што е недипломатски, што е дилетантски, да кажам, и не навредува со тоа, и виште Македонија никогаш нема да биде земја пријател на Саем за земјоделие. Тоа никогаш не се знае, никогаш немојте да велите никогаш, но треба да се обидете да ги изгладите овие односи. Не можеме да ги изгладиме односите кога немаме општа комуникација. Пробавме, се заложивме, мене ме е срам, ме уби срам, поради нив, затоа што добивме можност да се представиме и тие одбиваат нешто што е голема можност да се представи Македонија. Учествуваат, значи, Бразил, Мароко, Индонезија, Кина, Русија, цел свет, цела Европа, само нема Македонија. Што е тоа? Ова држава ли е, владаат и овде институциите? Имаме, после читава дека има големи проневери, 50.000 евра, оно земало самито да увезе нешто во Македонија, да пристапи државата, фирмата кон царинење. ИПАР фондовите се блокирани за Македонија, 120 милиони евра. Да, тоа е голем проблем со кој се соочуваат. Граѓаните всушност се жртви на ваквата корупција. Фирмите, производителите, ние викаме странски компании да отворат во Македонија производство, да имаме ефтина работна сила, да ја продаваме луѓето за ефтини плати, а уместо да форсираме индивидуално производство, да произведуваме ново добро. Што ќе бидеме робови на странски компании цел живот. И тој влез во Европска унија. Што утре ќе ни биде подобро ако влеземе во Европска унија? Па секако дека може да биде подобро, инаку би излегле останатите европски земји. Сами да можела државата да и властите да можеле и сите да можеле. Сами немало да постојат вакви сојузи, тоа го знаете. И секогаш е подобро да бидете во демократските сојузи отколку во недемократските. Се сложно треба, али треба прво ние сами да редефинираме владавина на институциите, на закони и правда. Не може сами. Тоа гледате во Македонија, тоа тешко оди. Мораме сами, нема тие да ни помогнат. Тој што има многу, не сака да му помогне на оној што нема. Илузорно е дека некој ќе ни помогне да влеземе во друштво. Демократските земји ги демократизираат помалку развиените земји, помалку демократските земји. Тоа секогаш е така. За жал. Не е за жал, баш за среќа. Инако не би се демократизирале. Многу работи овде. Ја исто повикувам, доаѓа тешки времиња дијаспората да помогне на Македонија. Овде имаме повик од Македонија стално да се врати. И вие повикувате дијаспората да од Србија да помогне? Не повикувам затоа што и ја во овие тешки времиња во Србија добив закани, кој си ти ако не ти чини во Србија, оди си во Македонија. Ја затоа дојдов овде. Више сум во Македонија, во Србија. Овде сум дома. Таму има закани од националисти, екстремни криминалци кои се заштитени од државата и не можеме со нив да се справиме. Ги пријавувате овие закани? Джаба, коме да пријавиме во полиција, кога полиција ги праќа. Тие работат криминалци во Србија. Имате докази за тоа дека работат за полиција? Па тоа е доказано, секој ден се гледа полиција не реагира, ги штити. Тоа е едноставно документирано од многу јаки новинари. И овде сум на прв пат се осеќам дека сум дома. Дека никој не може да каже и ти овде не припаѓаш. Сега сум македонец и ја повикувам дијаспората се врати, али власта пред тоа мора да ми овозможи услови за живот и владавина на институции. На прво место на судство. Да имаме правна заштита на капиталот кој би ги донеле од дијаспора, што работевте таму 20 години, а не да имаме да се бори против корупција. И тука апсолутно му даваме поддршка на ова влада затоа што се бори со судството. Добро. А решение за судство ние ќе пренесеме искуство. Кој вие? Ние од дијаспора знаеме како се функционира во функционална држава. Зашто немаме ветинг на судии? Добро, во Србија не може да знаете како функционира судство независно. Во Србија уште полошо, али имаме искуства дека судиите во Србија во добрите времиња се плашеа до реизбор. Секој 4 години имавме реизбор на судии. Пријателка ми е во апелација сега, се плашеше секој 4 години на реизбор дали ќе помине. Ми имаме овде судии што им паѓа предмет на апелација, тој и дале е
судија уште 20 години, цел живот, доживотни судии. Не може доживотни судии. Имавме големи проневери во судството. Те кога ќе го уапсат некој судија, а тој е еден од 1000 што ќе биде фатен со мито и корупција. Има многу случаи што не се фатени. Судството мора тотален ветинг да направи државата, што еднаш беше предлог, голем државник во Србија Џинџиќ закаше и со него имав контакт, комплет ветинг на судството во Србија, затоа и го убија. Судијата пушти терористи кои сакале да го убијат на слобода. Значи мора да се направи ветинг во судството, ова судство е рак рана Македонија. И судиите да се плашат дека постои можност да бидат реизбрани на 4 години и не може да им паѓа пресуда па да чекаат дали. Ја имам 6 години предмет што ми стои во обвинителство што компанија која ја воде беше покрадена. Застареа 2 предмети во обвинителство, луѓе, 6 години. 8 години чекам првостепена пресуда, првостепена ќе застари за 2 години. Ми нема да се вратиме ако немаме правна држава во Македонија. Тоа мора да разберете. Знаеме што се случува овде. И до нас допира колку е корумпирано судството во Македонија. Добро, извештаите на Европската комисија говорат за тоа. Да. Добро, на крај сме ви, јас ви благодарам што бевте гостин. Фала ви, секој е добро. Благодарам што не гледавте. Пријатно.